Благодарам, подпредседателя, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, граѓани и медиуми. Денес имаме за расправа Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка по скратена постапка. Со овој закон се уфатени вработените и сите компании кои користат даночно ослободување. Тоа се спортски субјекти, субјекти кои остваруваат промет до 3 милиони денари, фирми кои плаќаат животно осигурување на вработените и сите компании кои користат даночно ослободување по основ на вложување во материјални и нематеријални средства. Во законот се предвидува со член 1 целиот износ на трошоците по основ на уплатени премии за осигурување на живот на вработените да има третман за непризнаен расход. Исто така и трошоците за донации во спортот со ваучери според член 30а се бришат со оглед дека се брише членот за ваучери во спортот. Со член 2 се предлага извештајот за трансферни цени фирмите да го приложат само ако УЈП со писмено барање го побара. Со член 4 се предлага казна во 5-кратен износ во случај кога даночниот обврзник не докаже дека даночното ослободување го искористил за вложување во материјални или нематеријални средства за проширување на дејноста. Даночниот инспектор има преголемо дискреционо право да оценува што подразбира под терминот проширување на дејноста. Со член 5 се брише членот со кој може да се донираат средства во износ од 50% од обврската за данок на добивка во спортски цели. Со член 6 се предлага да се укине даночното ослободување од обврската за плаќање на годишен данок на вкупен приход на субјектите со остварен промет до 3 милиони денари. Во законот со европско знаменце овој член е тргнат. Во Законот со европско знаменце исто така е додаден нов член 42а со кој се пропишува генерално правило против злоупотреба на аранжман или низа на аранжмани, чија главна цел е користење на даночните поволности уредени со Законот за добивка, со данокот на добивка. Почитувани, голем хендикеп е да се прави даночна реформа кога се нема поддршка од значителни фактори во општеството, односно од стопанските комори, субјекти и фирми кои се изричито против ова што го предлага министерот за финансии. Поточно, даночните реформи доаѓаат во едно исклучително тежок период, тежок момент за бизнисот. Преку бизнисот очекува понуда на пинг-понг решение, што значи дека државата да одлучи да ги зголеми даноците, треба да им докаже на даночните обврзници дека е ефикасна, ефективна, транспарентна и дека нуди квалитетни услуги. Но во нашата држава, за жал, не е така. Според Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања, државата нема доволно пари, бидејќи се задолжила за да се справи прво со пандемијата, а потоа и со енергетската криза. Кредитите стануваат се поскапи, па затоа сега ќе бараат пари, односно даноци од граѓаните и фирмите, па во услови на криза ова ќе значи нов товар за оние што веќе плаќаат даноци. Според него не е спорно што владата сака да направи даночна реформа, проблемот е начинот на кој ја прави оваа реформа. Најголемата грешка е што нема да се воведе прогресивниот данок, односно со тоа што нема да се оданочат богатите. Наместо тие пари што и требаат на државата да ги земат од богатите и од големите фирми и од сите оние што имаат, тие ќе ги земат парите повторно од обичните луѓе, од сиромашните и од малите фирми. Со овие реформи нема да се намали сивата економија. Се уште е актуелно работењето на црно, неиздавањето на фискални сметки, плаќањето во готовина без оданочување. А државата во врска со ова досега не пронајде системски начин за намалување на сите овие појави. Од друга страна, силниот ценовен удар врз домашната економија,
реалниот пат на платите и животниот стандард заради високата инфлација, како и високата економска неизвестност предизвикана од нестабилната политика, енергетска и здравствена ситуација, за жал не одат во прилог на прифаќање на даночните политики од страна на даночните обврзници. Власта не само што има целосно погрешен концепт, туку погрешно им е и времето, а краток рок на имплементација ќе ги доведе во финансиска неизвестност македонските граѓани и стопанството. Предложениот концепт ниту ќе обезбеди поголема праведност, ниту ефикасност во оданачувањето, ниту пак ќе намали сивата економија. Или поконкретно, предложената даночна реформа е во корист на неплаќачите на данок, а е на штета на легалните бизниси и на легалниот доход, односно заштеди на граѓаните, и со истата не се постигнува правичен и ефикасен даночен систем. Ако владата навистина сака да воспостави систем на правичност и ефикасност во оданачувањето, треба да започне од оданачување на сивата економија. Загубата на даночни приходи во Македонија произлегува од високата сива економија, која што не е оданочена и се движи во интервал од 20 до 40% од бруто домашниот производ. Но вистинската борба со сивата економија од страна на оваа влада не постои. Сивата економија ја има во ненаплатата на данокот на додадена вредност, во ненаплатата на данокот на имот и во високата употреба на кешот кој што е во секојдневното живење. Пример, приходите од данокот на имот во 2021 година се само 64 милиони евра или 0,6% од бруто домашниот производ, а неговата наплата значајно се разликува по општини. Постојат општини каде што воопшто не се наплаќа данокот на имот, меѓутоа постојат и општини со висока наплата на данокот на имот по глава на жител. Даночната основа треба да започне од тука, а не од категориите опфатени со концептот на даночната реформа. За жал, на штетните политики кои ги води власта им нема крај. Од една страна имаме секојдневни ценовни шокови, а од друга страна уништување на стопанството преку новите даноци, скандали во здравството, образованието и во другите области. Имаме неспособна влада, предводена од СДСМ и Ковачевски. Вашиот живот за сите, за жал, стана преживување. Уништивте здравство, образование, економија. Уништивте цел систем. Резултатот од тоа се бројните иселувања на цели семејства. Република Македонија, за жал, ја направивте земја на нестрекни и разочарани луѓе. Заради тоа, едноставно луѓето заминуваат и бегаат од вашата неспособност. Земјата ни старее, нема деца, а за тоа единствено сте виновни вие, СДСМ и ДУИ, затоа што вие сепак ја водите власта во Република Македонија. Благодарам.